Денес, на наше големо задоволство, гостим на седница на Сдруженијето за градежништво при Стопанската комора на Македонија, министерот Благој Бочварски. На наша покана се одзва и секогаш кога го каниме на наши седници, секогаш се чувствува што е особена важност за нас, затоа што само на тој начин можеме конкретно да му го доволиме деловниот амбиент во кој да екзистира градежништвото. Посебно сега сакаме тоа да го презентираме во тек се уште на пандемија, да му ги презентираме секојдневните проблеми со кои се соочуваат градежниците, но и да покренеме некои активности и постапки и да преземеме некои иницијативи заеднички со цел наредната година да влеземе поспремни и подобри при реализација на капитални инвестиции. Денес ќе биде фокусот на три теми со министерот. Значи, првата тема ќе биде антикризни мерки во градежништвото, поготово заради порастот огромен на цените на градежните производи и repроматеријалите, поготово на јавни набавки каде што е пропишена фиксна цена и непроменлива во тек на изведба, и на јавни набавки каде што јавната набавка имава единствен услов, а тоа е најниска цена за добивање на истата. Се со цел да го прошириме ова прашање, ќе разговараме и тоа како се одразува поскапувањето на градежните материјали при изградба на станови во високоградбата, се со цел да најдеме некој заедничко решение, да потикнеме некои антикризни мерки, се со цел да ги заштитиме и компаниите од губитоци, но и граѓаните од високи цени. Тоа ќе биде една од темите. Втората тема ќе биде законот за јавни набавки, не би конкретизирал за тоа, затоа што е постручна тема да не го одговарувам пресот. А трета тема би била информација да добиеме од страна на министерот за тоа под кои услови како ќе се доделуваат патиштата на коридор 8 и 10 на компанија од странство и која е улогата на македонските градежници во целиот тој процес и во тој проект. Ќе бараме секако како градежна фирма да бидеме уклучени уште при планирањето, проектирањето, да се изградбата и тоа сакале за тоа да добиеме цврсти аргументи, цврсти гаранции дека ние нема да бидеме изоставени со оглед на тоа дека се работи за еден голем интензитет и ќе го убедиме министерот дека во тој процес многу ќе помогне. Кога ви се верификирате? Имаме иницијативи поднесени, иницијативите мислам дека ви се дадени на писмено, може да ги видите. Значи, главните наши иницијативи е намалување на ДДВ-то од 18 на 5% при увоз на материјали за кои што ќе докажеме дека се поскапени. И другата иницијатива е доследно спроведување на законот за облигациони односи, тоа е членот 656, конкретно на позиции за материјали за кои што ќе докажеме дека поскапувањето битно влијае на штета или на компанијата или на граѓаните. Може? Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, најпред благодарам до председателот на Градежната комора заради тоа што денеска бев поканет да присуствувам на седницата со цел да дискутираме за многу значајни теми. Владата заедно со комората и со коморите секогаш е овде да дискутира за сите отворени прашања, да разговараме за надминување на сите отворени проблеми и предизвиците кои што доаѓаат пред нас, заради тоа што ако до денеска или во овој период во изминатите година и пол се бевме притиснати од ковид пандемијата како сектор, како држава, но и сите граѓани, денеска веќе таа пандемија полека одминува, но имаме еден друг притисок, а тоа е енергетската криза и последиците од ковид пандемијата кои што се чувствуваат во секој сектор. Драго ми е што оваа 21 година во првите 10 месеци имаме зголемување на бројот на вработени во градежниот сектор, тоа е за 1%, но е значително заради тоа што излегуваме од една многу тешка година од 2020 година и секако дека капиталните инвестиции и проектите кои што се капитални во државата, изградбата на патиштата овде пред се како еден доминантен удел во капиталните инвестиции растат и се движат. Неодамна го усвоивме анексот за продолжување со градба на автопатот Кичево-Охрид, кој што е еден од најзначајните проекти и кој што како држава веќе ги отклонуваме и сме при крај со завршување на сите институционални постапки. Законот веќе е усвоен, анексот е потпишан, сега простор оставаме на градежните компании и на домашните и на странските кои што работат таму, да до 31.12.23 година овој автопат биде завршен и пуштен во употреба без продолжување на тие рокови, со максимална динамика и со фокус за овој дел од коридорот 8 биде завршен. Експресниот пат кон Прилеп исто така кој што беше во застој денеска
се гради експресниот пат Штип Радовиш е завршен пред конечниот рок 4 месеци, експресниот пат кон Кочени, експресниот пат Ранковце Крива Паланка и сите останати реконструкции на нашите главни коридори кои што значат и пријателство со соседите, но и развој на економијата. Така што за мене многу значени се овие средби и сите предлози кои што доаѓаат секогаш ни доаѓаат на внимание и на понатамошна дискусија од моја страна и во владата и во Министерството со цел да изнаоѓаме решенија и да направиме уште посилен и подобар амбиент во градежниот сектор. За првото прашање сега ќе дискутираме, најпред да го видам конкретното прашање, барањето, во кој закон задира тоа прашање и таа дискусија. Следствено на тоа треба да ја отворам дискусијата и на влада, можеби со ресорниот министер за финансии, доколку е од доменот на финансиите, со сите останати засегнати страни. И секако потоа ќе одговориме на комората. Од моја страна секогаш ќе потенцирам дека стојам за да ги исполнам барањата на комората, за да имаме посилен развој на домашната економија. Градежништвото е изоставено како посебна гранка за која е дозволено да се работи во недела, согласно последните одлуки од собрание, и затоа нашиот став однос на тоа прашање повеќе пати го имаме повторено и сега ќе го кажем уште еднаш, дека ова законско решение сериозно ќе го поводи градежниот сектор, ќе влијае на организационите услови во кои работат градежните фирми, ќе влијае и на приходот и на трошоците кои ги имаат градежните фирми при организирање на еден процес при изграда. Да се надополниме на тоа за нешто што можеме да го констатираме е тоа дека нашите домашни компании работат на автопатски решенија по проекти од современ карактер и се применуваат технологии за кои што нема распознавање на имиња, презимиња, денови, месеци. Технологија е поставка одредена во одредени денови со одредени спецификации, таа не распознава дали е забрането да се работи во недела или не. Така да сериозно се надевам дека оној исклучок што го има законот, што го предвидел дека министерот може да даде препорака да се работи. Сериозно ќе го разговараме со министерот и тоа, се надевам на друга седница, пошто тоа прашање заслужува една поголема дискусија и се надеваме дека тој исклучок ќе ни помогне да не ги запреме во целост капиталните проекти, а гарантирам дека капиталните проекти ќе имаат забавено темпо по однос на она што сега го гледаме. Зошто? Затоа што и по законот и во сегашниот закон сме многу ограничени во работните часови, премногу празници имаме во текот на годината и кога на сето тоа ќе надополните недела неработен ден, ќе сватите дека градежниците не можат да врзат еден континуиран циклус за работа. Јас мислам дека во оваа држава, согласно најавените проекти и согласно тоа дека нашите градежни компании мора да се развиват и да излезат во странство и да конкурираат на многу посовремени и подобри компании, мора да им дозволиме да работат. Така да, тој е нашиот став. Ако сакат Добро, сметам дека во секој закон и во секој дел од општеството треба да најдеме одреден баланс кој што ќе биде сигурност и за во овој случај градежниот сектор, но и за работничките права. И од тој аспект законот кој што беше донесен на предлог на труд и социјална политика е сериозно издискутиран во минатиот период и сметам дека е едно добро решение со цел да овозможиме да го покачиме нивото на работничките права, а секако со сите оние исклучоци кои што ги дава законот да се редовно и со сите процедури оправда одредено исклучување од тој закон кој што законот го дозволува, но сметам дека е едно добро решение кое што дава можност и за работниците, но дава можност и за работодавачите. Само кратко, за колку се зголемени цените на градежните материјали, дали тоа ќе се одрази на цената на становите, бидејќи онака се веќе зголемени? Секако. Во моментот се одразува во голема мерка и најавата дека ќе се одрази уште повеќе на цената на становите. Зголемени се, не знам, ние направивме анализа од март 2020 до март 2021, од почетокот моравме да земеме некој репер, земавме репер од почеток на прогласување на пандемија, например, челичните цевки и профили се покачени 66%, со најава дека до нова година ќе се покаже до 35%, значи од прилика 90 до 100%, дрвената граѓа заклучна оваа година за разлика од минатата во март е покачена 55%, полимер битуменот е покачен 47%, геокомпозитот 45% и така натака, значи поскувањето се некоја граница која е енормна. Тоа не може више да ни една компанија, во моментов компаниите кои работат на јавни набавки, во кои што главен норматив за добивање на јавната набавка е минимална цена, значи во моментов се многу штетени. Имаме многу проекти во кои што е предвидена клизна скала, тоа се претежно по големите капиталните, да речеме Кичево, Охрид,
рамковце и тука некако со таа бизнес скала се балансираме, но проблемот е оние јавни набавки во кои е препишена фиксна цена во целото време траење на проектите, а сведоци сме дека имаме проекти кои многу докашко траат 5-7 години, дури имаме някои по 10 години. Вие било дека зголемено е поверувањето на становите. Дека тоа е еден од факторите за вклучување на цената. И има недостаток на кадар. Значи, за становите за становите, не би сакал фокусот на овие проблеми денес што ги разговараме да го префрлиме на становите на високоградбата и затоа вемувам ќе имаме през наверојатно понеделник, можеме да го дискутираме ова подетално, но главна, значи мораториумите и поскупувањето на материјалите си го направи свет и сведоци сме дека сега становите се поскапуваат. До кај каде поскапувањето? Тоа зависи од многу фактори, пред се зависи од куповната моќ на граѓаните, но зависи од исплатливоста за градба во одредени подречја. Мислам само кратко, не одговоривте на тоа дали новите законски измени може да влијаат некако врз имплементација на инфраструктурните проекти. За неработењето во недела за приборниците од градежници. Ева вела дека сакаат да разговараат да видат. Да, овде сме да дискутираме, да разговараме. Сметам дека со добра организација на терен, со максимално брзо отклонување на сите прашања кои што ги имаат на градилиште, дали тие прашања се однесуваат на техничка дел на проектот или на некој институционален проблем, во тој случај секако дека нема да има поголем застој или поголем проблем во изведбата. Кај нас она кое што го детектираме и како министерство и комората ќе потврди е исклучително големите проблеми кои што се јавуваат од проектните документации кои што траат предолго во реализација до конечниот производ или изведбата на одреден голем инфраструктурен проект и сите оние промени кои што се јавуваат на трасата при изведбата. Заради тоа треба добро, квалитетно проектирање, брзо и ефикасно градење за да имаме конечно реализација на овие клучни крупни капитали.